Сообраќајот на државните патишта утрово се одвива непречено, понаместа влажни коловози. Според извештајот на Автомотосојузот, интензитетот на сообраќај надвор од урбаните средини е зголемен, особено во насока кон граничните премини. На граничниот премин Богородица се бележи задржување од околу 30 минути на македонска страна. На останатите премини сообраќајот се одвива без подолги задржувања за влез и излез од државата. Автомотосојузот апелира до возачите да ја прилагодат брзината на движење и да ја почитуваат сообраќајната сигнализација. Особено се препорачува внимателно возење на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите. Посебна предпазливост се препорачува на делниците Катланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево, поради можност од појава на одрони. Плиткиот циклонски систем кој се наоѓа над Туренско море денес ќе се придвижува кон Јонското море, што ќе предизвика поголема нестабилност на времето во Македонија. Очекувањата се за развој на конвективни облаци со интензивни поројни врнежи, грмежи и силен ветер на многу места низ државата. Локално се најавуваат нови временски непогоди со пороен дожд што може да предизвика поплави, како и олуен ветер, силни електрични празнења и појава на крупен град. И Скопскиот регион ќе биде зафатен од нестабилност со услови за невреме. Температурите ќе останат слични на оние од изминатите денови, без значителни промени. Сепак, нестабилноста во атмосферата ќе биде изразена и ќе влијае врз безбедноста на граѓаните. Апелирано е во случај на невреме и грмежи да не се престојува на отворено и под осамени дрвја. Во услови на силен ветер, не се препорачува паркирање на возила во близина на дрвја, особено стари и нестабилни. Европските држави, Велика Британија, Франција, Германија и шефот на дипломатијата на ЕУ, денеска ќе се сретнат со иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи за да ги поттикнат преговорите за нуклеарната програма на Иран. Повикот е создаден додека САД разгледуваат можност за приклучување на израелските напади, што дополнително ја отежнува дипломатската рамка. Германските и британските дипломати потсетуваат дека иранците не можат да седнат со американците, додека ние можеме. Француско-германско-британскиот Е3 демонстрира заложба за диалог. Состанокот во Женева се јавува како продолжение на разговорите од 2013 и 2015 година, чии референции ширум светот ја покажуваат како работеше секуларната дипломатија. САД, пак, се повлекува од преговорите откако Израел ги започна нападите врз нуклеарните објекти на Иран, што спречи директен диалог меѓу Вашингтон и Техеран. Европјаните изразуваат фрустрација и го нарекуваат договорот неопходен за спречување на идно затоплување на конфликтот, со предупредување дека естрите барања на САД може да ја нарушат заложбата за стабилна конструкција. Иран возвраќа дека ја прифаќа дипломатијата, но ја обвинува Европа за неефикасност поради неказнување на Израел. Европската дипломатија, како клучен механизам, е сега во фокусот на вниманието. Е3 размислува да активира механизам за враќање санкции до крајот на август, што Иран го предупреди дека ќе има сериозни последици. Шефицата за надворешни работи на Северна Кореја, Чое Сонхуј, ја означи спогодбата за меѓусебна одбрана со Русија како најсилен, непобедлив сојуз, прославувајќи ја првата годишнина од договорот склучен на 19 јуни 2024 година. На официјален прием во Пјонгјанг присуствува и рускиот амбасадор Александар Мацегора, како и севернокорејски воени и партиски лидери, кои ја потенцираат цврстата билатерална соработка и во воени и во економски сфери. Чое Сонхуј рече дека Пјонгјанг ќе продолжи со непоколеблива соработка со Русија во корист на двете земји и нивните народи, особено во услови на жештина на крвавата војна во Украина. Рускиот амбасадор подвлече дека врската е докажана и зајакната и дека Русија никогаш нема да ја заборави улогата на Северна Кореја. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека промената на режимот или падот на раководството на Иран не е цел на нападите на Израел, туку може да биде резултат. Во интервју за израелскиот јавен радиодифузер Кан, Нетањаху нагласи дека ова прашање е пред се за иранскиот народ. Тој додаде дека Израел има капацитет да ги уништи сите нуклеарни реактори на Иран, без оглед на тоа дали американскиот претседател Доналд Трамп ќе се приклучи на нападот или не. Нетањаху ја даде изјавата пред Белата куќа да објави дека ќе одлучи во следните 2 недели дали САД ќе се приклучат на нападите врз Иран. Воените аналитичари веруваат дека на Израел можеби ќе му биде потребна помош од американски бомби за разбивање бункери за да го уништи објектот за збогатување ураниум во Фордо, клучен објект во нуклеарната програма на Иран, кој се наоѓа под планина во близина на градот Ком. Трамп рече дека Соединетите американски држави можат сами да го уништат Фордо, но не значи дека ќе го направат тоа. Во меѓувреме, Израел продолжува со нападите врз иранските нуклеарни и воени објекти, додека Иран одговара со ракетни напади врз израелски цели, вклучувајќи и болници. Конфликтот продолжува да се интензивира, а меѓународната заедница изразува загриженост за можната ескалација и хуманитарните последици.